Денеска во Основното општинско училиште Ванчо Прке во Штип беше одбележан меѓународниот ден на кинескиот јазик. Настан што ги собра учениците, наставниците, представниците од Министерството за образование и гостите од Кина во еден убав заеднички дух. Директорот на училиштето Кокан Радев кажа дека ваквите активности им отвораат нови видици на учениците и им даваат шанса да се запознаат со поинаква, но многу интересна култура. Во програмата имаше содржини што ја доближија кинеската традиција, јазик и обичаи до младите. Идеме училиште домаќин, одбележување на овој настан, меѓународниот ден на кинескиот јазик. Се надевам дека ова ќе отвори за нашите ученици нови хоризонти, ќе се запознаеме со една култура која можеби за нас е малку подалечна, но секако сигурно ќе ни биде многу интересна. Ви благодарам на присуството. Почестени сме како училиште. Амбасадорката на Кина Џијанг Сјаојан истакна дека годишното одбележување на меѓународниот ден на кинескиот јазик се одржува токму во Штип, бидејќи има посебно значење во соработката помеѓу двете земји. Таа посочи дека поврзаноста се гледа и преку конкретни проекти и иницијативи што придонесуваат за подобар живот на локалното население. Годишниот настан по повод меѓународниот ден на кинескиот јазик се одржува специјално во Штип, град кој зазема посебно место во соработката меѓу нашите две земји. Експресниот пат што ги поврзува Миладиновци и Штип, финансиран и изграден од кинеска компанија, значително го скрати времето на патување и значително ја подобри регионалната поврзаност. Многу македонски пријатели го нарекуваат кинескиот пат. Штип е исто така дом на првиот центар на национално ниво за традиционална кинеска медицина на Балканот и единствен ваков вид во Северна Македонија кој повеќе од една деценија обезбедува услуги од областа на традиционалната кинеска медицина за локалното население. Амбасадорката Сјаојан за пример го спомена и штипјанецот Маријан Јовчевски, кој долго време се занимава со трговската соработка со Кина и носи кинески производи во многу македонски домови. Таа изрази надеж дека уште повеќе луѓе од Штип ќе учат кинески јазик и ќе ги искористат можностите што ги нуди Кина. Мојот пријател Маријан, роден во Штип, долго време се занимава со трговска соработка со Кина, носејќи кинески производи во илјадници домаќинства низ Северна Македонија. Искрено се надевам дека уште повеќе пријатели од Штип ќе учат кинески јазик и ќе ги искористат можностите што ги нуди Кина. Сјаојан на сите ученици по кинески јазик и обожаватели на кинеската култура посака жетва на знаење и пријателства, исполнет живот и остварување на нивните соништа. Изрази благодарност до сите пријатели од сите сфери на животот кои ја поддржуваат културната размена помеѓу обете земји. Настанот заврши со порака дека ваквите средби се добар начин за зајакнување на пријателствата и соработката помеѓу двата народа.